Добре дојдовте во студио на Нова. Добре дојде за моите гости. Тања Хафнер Адеми, Балканска мрежа за развој на граѓанско општество, и Желјана Бунтич Пејаковиќ, хрватската невладина Цензура. Како може невладините да се вклучат во имплементирање на европските реформи? Во моментот мислам дека многу тешко во смисла на имање некако си реално големо влијание. Вчера во Скопје се одржа работилница на која што мојата организација, мојата мрежа се поврза, што мислам дека исто така нетипично, со една друга организација, Институт за европски политики, бидејќи планиравме активности во истата насока. Еден од клучните панели вчера беше да разговараме и да ја прашаме вице-премиерката кај стоиме граѓански организации со новиот хлад, бидејќи веќе е известно за Македонија дека ќе добие вториот хлад после Европскиот совет во декември, но за сега немаме никакви покани, отворени врата или пак никакви информации што се случува. Веројатно се случува, веројатно луѓе задолжени за овие прашања спроведат активности, меѓутоа ние како организации немаме никаков увид, нити пак никаков достап до тие процеси и до тие информации. Како е можен излез тогаш од ваква криза, кога невладините, како е во случајот со Македонија, немаат никаква комуникација, постои политички бојкот Па, у принципу, едини начин е наставити радити и притискати. Ван тог притиска нема начина. Мислим да, колико sam shvatila, Makedonija jeste trenutno opterećena jednom prilično pad pozicijom u tom cijelom političkom sustavu, tako da to vjerojatno još više otežava drugim političkim akterima da se uključe u dijalog koji svi nastoje zaobići. Kakav je izlaz? Kako je rekla i kolegica, surađivati. Dakle, u sektoru civilnog društva nema bez suradnje. Što nas je više, to smo jači. Što smo jasniji i glasniji, to smo jači. Tako da mislim da jeste jedan od izlaza u suradnji civilnog društva i u većem pritisku. Imate li komunikacija, gospođo Хафнер Адеми, со Теудорифи, на пример? Секако што се однесува на седници на Националниот совет. Сега кога се замрзнати сосема позициите? Некаков си личен, некаков представник на Националниот совет не, меѓутоа вчера излезе во дебата посебно за Македонија дека идеме едно од клучните проблеми и тоа е проблем со достап до информации. Да уопште се знае што е процесот, например, што се бара во моментот од нас, што моментот Европска комисија бара од Македонија после Европскиот совет. Ние не знаеме, ние знаеме дека амбасадорот, мислам дека пред неколку недели кажа во едно интервју дека се очекуваат 4 подрачја да бидат клучни во хлад. Меѓутоа повеќе од тоа не знаеме. Не знаеме дали наши институции не знаат. Значи, едноставно немаме пристап, а тоа е основа за било какво е. Ниту пристап за информации, ниту комуникација. Да. Секако дека тоа е еден од клучните проблеми секако во процес на преговори, како што вчера го сподели Желјана, зашто секогаш тоа се високи, како да кажа, сокриени, деломно и таинствени, дипломатски, некакво си односи меѓу Брисел и меѓу политичка елита, но сепак мислам дека кај нас таа ситуација е веќе и преку граници од на добар вкус, ако сакате, бидејќи со немање достап на информации, со немање одговори и фидбек од институции има проблеми секој граѓанин на секој чекор. Ono što smatram ključnim za sudjelovanje civilnog društva generalno i ovog organiziranog dijela, dakle organizacije civilnog društva, ali i građanstva općenito, u procesu pregovora je potpuna javnost svih takozvanih benchmarka za otvaranje pregovora. To je jedini način na koji mi možemo kao građansko društvo, kao organizacija civilnog društva monitorirati jesu li neke stvari ispunjene. Sugerirati. Ukoliko, naravno, i ako znamo kakvo je mjerilo, reći to nije dovoljno da bi cijeli sustav tog nekog demokratskog načela bio provediv. Jer nekad stvari budu neprovedive. I ono što je još posebno bitno je da zemlja mora imati ona osnove participatorne demokracije. Dakle, prvo osigurati zakon o pravu na pristup informacijama.
Добро, јас ви благодарам што бевте гости во студио на Нова.